Во Липенец денеска повеќе не тече бела пена. Реката изгледа чиста. Но што се случуваше вчера и дали тоа остави последици врз животинскиот свет во водата, ќе се знае дури по неколку дена. Од Инспекторатот за животна средина велат дека акредитирана лабораторија ги врши испитувањата на хемискиот и микробиолошкиот состав на водата и се чека на резултатот. Оттаму брифираат дека од нивните сознанија белата густа пена не била претходно забележана по течението на Липенец, туку само на вливот во Вардар, па ќе бидат земени во предвид сите можности. На местото каде што Липенец се влева во Вардар, денеска е чисто, иако во текот на вчерашниот ден граѓаните и институциите алармираа за густа бела пена која што ја загадуваше реката. Анализи се земени, а за неколку дена ќе се знаат и резултатите, односно ќе биде познато дали станувало збор за загадување или за нешто друго. Екологистите со кои разговаравме се воздржани на темата. Чекаат официјални резултати за да го коментираат случајот, но велат дека хемикалиите кои завршуваат во речното корито оставаат долготрајни последици врз биодиверзитетот, влегуваат во синџерот на исхрана преку рибите и ја трујат почвата. Предходно, градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски посочи дека градските инспекциски служби веднаш излегле на терен, а дека дополнително ги контактирале и инспекциските служби на Министерството за животна средина, кои исто така излегле на терен. Дополнително од страна на инспекциските служби на градот вчера беше пуштен и дрон за детектирање на причинителот на оваа појава, а службите на водовод и канализација биле повикани да земат примероци од реката и веднаш да ги испитаат и утврдат за каква материја станува збор. Надлежните најавија строги санкции за виновниците, нагласувајќи дека нема да се толерираат еколошки инциденти. Имено вчера попладне, местото каде што Липенец се влева во Вардар, беше прекриено со необична бела и пенлива материја, која пловеше по реката. Од СДСМ обвинуваат дека станува збор за сериозен аларм дека власта нема капацитет за заштита на животната средина и безбедноста на водните ресурси.